Салар де Ујуни или Салар де Тунупа е најголемата солена долина во светот која зафаќа површина од 10.582 квадратни километри. Истата е лоцирана во провинцијата Даниел Кампос во Потоси, во југозападниот дел на Боливија, во близина на сртот на Андите и се издигнува на надморска височина од 3656 метри. Салар на шпански значи солена рамнина. Зборот Ујуни потекнува од ајмарскиот јазик и значи пенкал. Воедно Ујуни е и презиме и името на градот кој служи како порта за туристите кои го посетуваат Салар. Легендата на ајмара народот вели дека планините Тунупа, Куску и Кусина, кои го обкружуваат Салар, биле џиновски луѓе. Тунупа се омажила со Куску, но Куску побегнал од неа со Кусина. Ожалостената Тунупа почнала да плаче, дојќи го незиниот син. Солзите кои се лееле од незините очи се мешале со млекото и го формирале Салар. Локалните жители ја сметаат Тунупа за важно божество и велат дека местото треба да се нарече Салар де Тампа, а не Салар де Ујуни. Никаде во светот не постои вакво место. Салар де Ујуни е дел од Алтиплано во Боливија. Алтиплано е високо плато кое било формирано со издигнувањето на Андите. На платото има и езера со свежа и со солена вода, како и солена долина која е обкружена со планини кои не содржат дренажни места. За разлика од традиционалните пустини кои се полни со песок, Салар де Ујуни има широки пространства со блескави површини од бела сол. Солената вода која ја формира солта во Салар де Ујуни продира од околните планини. Бидејќи ова место никогаш немало излез кон море, водата се насобирала тука, во најниската точка на Алтиплано платото и истата пред многу години формирала Џиновско езеро. Високиот степен на соленост на водата значи дека некогаш одамна ова огромно езеро испарило под влијание на сончевите зраци и од него останала само густата кора од сол, формирајќи го она што сега е познато како солената долина Салар де Ујуни. Солената долина била формирана како резултат на трансформациите помеѓу неколку преисториски езера. Долината е составена од солена кора на површината, под која лежат заситените наслаги. Покриена е со неколку метри кора од сол, која има извонредна рамномерност со просечни варијации на издигнување од 1 метар над целата површина на Салар. Кората служи како извор на сол и е прикривка на басен со солена вода, која е исклучително богата со литиум. Водата содржи од 50 до 70% од познатите резерви на литиум во светот, која е во процес на екстракција. Големата површина, јасното небо и извонредната рамнина на површината го прават Салар идеален објект за калибрирање на височините на сателитите за наблюдување на Земјата. Пред околу 30 до 42.000 години, оваа област била дел од Џиновското преисториско езеро Минчин. Незината старост е проценета според радиојагленот кој потекнува од школките на надворешните сендименти на Земјата и од јаглеродните гребени, но според досегашните истражувања истата варира. Езерото Минчин, именувано според Хуан Минчин од Оруро, подоцна се претворило во палео езерото Таука, кое достигнувало максимална длабочина од 140 метри и истото се проценува дека е старо од 13 до 18.000 години или пак од 15 до 26.000 години во зависност од изворот. Најмладото преисториско езеро било Којипаса, кое било извор на радиојаглерод и кое датира од пред 11,5 до 13.500 години. Кога се исушило, зад себе оставило две модерни езера – Поопо и Уру-Уру, како и двете главни солени пустини – Салар де Којипаса и поголемата Салар де Ујуни. Салар де Ујуни е распространата на повеќе од 10.582 квадратни километри
со што е приближно 100 пати поголема од солената рамнина Бонвил во САД. Езерото Поопо е сосед на многу поголемото езеро Титикака. За време на влажната сезона, Титикака се прелива и влегува во Поопо, а како резултат на тоа, Поопо пак ги поплавува Салар де Куипаса и Салар де Ујуни. Калта која се меша со солта лежи под површината на Салар де Ујуни. Солената вода е заситен раствор на натриум хлорид, литиум хлорид и магнезиум хлорид во вода. Таа е покриена со цврста солена кора, чија дебелина варира помеѓу десетици сантиметри и неколку метри. Центарот на Салар содржи неколку острови, кои се остатоци од врвовите на некогашните вулкани кои биле потопени во ерата на езерото Минчин. Тие изобилуваат со невообичаени и кревки корални структури, како и депозити кои често пати се состојат од фосили и алги. Областа има релативно стабилна просечна температура од максимум 21 степен Целзиус во периодот на ноември до месец јануари и минимални температури од 13 степени во месец јуни. Ноќите се ладни во текот на целата година со температура помеѓу -9 и 5 степени Целзиусови. Кога сонцето почнува да заоѓа зад оваа долина, работите многу брзо почнуваат да се ладат. Релативната влажност на воздухот е прилично ниска и постојана во текот на годината и истата се движи од 30 до 45%. Количествата врнежи исто така се ниски. Во периодот помеѓу април и ноември се од 1 до 3 мм месечно, но може да се зголемат и до 70 мм во текот на месец јануари. Сепак, освен во јануари, дури и во дождовната сезона, бројот на врнежливи денови е помал од 5 месечно. Салар содржи голема количина на натриум, калиум, литиум и магнезиум, сите во своите хлоридни форми, како и на боракс. Од нив, литиумот е веројатно најважен бидејќи е витална компонента на многу електрични батерии. Со околу 9 милиони тони, Боливија поседува околу 43% од светски познатите резерви на литиум, каде најголемиот дел се наоѓаат во Салар де Ујуни. Распределбата на солената вода е следена од сателитот Ленсат и истата е потврдена со тестови со дупчење во земјата. Во моментов нема место за рударството, додека боливиските власти не сакаат да дозволат експлоатација од страна на странските корпорации. Поради својата локација, големата површина и рамнината, Салар е главна рута за автомобилскиот транспорт преку боливискиот алтиплано, освен кога е влажната сезона и целата долина е покриена со вода. За време на сушната сезона, Салар де Ујуни нуди посебна гледка која не смее да се пропушти. Сепак, дождот кој паѓа во периодот од февруари до април нуди сосема поинакво искуство. Тенкиот слој вода која покрива долината рефлектира совршена слика од небото, така што е невозможно да се каже каде завршува небото, а каде почнува земјата. Овој ефект на огледало дава спектакуларна можност за правење на интересни фотографии. Долгиот пат до солената долина Ујуни е необележен пат кој е озогласен поради големиот број на несреќи. Неодамна е завршен и еден нов пат кој води до долината, а кој патувањето го скратува на 8 часа. Доколку пристигнете во раните утрински часови, можете да го гледате изгре сонцето над неверојатниот лунарен пејзаж. Повеќето тури во солената долина се сигурни и безбедни. Салар де Ујуни е една од најтешките средини за возилата, па така можно е да дојде до дефект на истите, што до одреден степен е неизбежно. Возачите се навикнати на вакви ситуации и се прилично вешти во поправањето на нивните возила. Сепак, пред да се упатите кон Ујуни, проверете дали вашето возило има соодветен број на појаси и дали е во возна состојба, додека носењето доволни количини храна е основно правило доколку се решите да го посетите ова место. Ако не ви пречи малку груб пат, тогаш овие патувања навистина вредат.
Загарантирано е дека ќе видите некои од најуникатните пејзажи на планетата Земја. Уникатниот пејзаж кој го нуди бескрајната солена долина Салар де Ујуни овозможува да си играте со перспективата и со помош на илузија да ги направите сите луди фотографии на кои може да ви текне. Безброј одлични идеи за фотографии кои можете да ги направите во солената долина, а кои подоцна ќе станат дел од вашата колекција на интересни и откачени фотографии. Понесете колку што е можно повеќе мали и интересни предмети, како плишани играчки, фигури од омилените акциони херои, колички и други реквизити, како на пример планинарски чизми, вашите омилени чоколади, тенџериња, чајници, ножиња и шишиња за вода. Сите може да се претворат во нешто смешно и корисно. За сликањето или снимањето да мине што полесно и подобро, фотографот треба да лежи на стомак и да ја остави камерата на земја, за да го улесни позиционирањето. Држењето на камерата в раце го прави сликањето невозможна мисија. Совет од еден стар фотограф. Сликајте колку можете повеќе. Направете што е можно повеќе снимки, бидејќи поради самиот оцјај од површината, не е толку лесно да се види вашиот екран на камерата, а таму можеби никогаш нема да се вратите повторно. Скокањето во воздух е секогаш најлесно изводливата опција, која ви гарантира дека на крај сепак ќе добиете сликата која сте замислувале. Повеќето тури во Салар де Ујуни вклучуваат посета на селото Колчани и на гробиштата на возови. Веднаш на работ на Салар се наоѓа Колчани, кој е дом на кооперацијата за изработка на сол. Се проценува дека Салар де Ујуни содржи 10 билиони тони сол, од кои годишно се извлекуваат помалку од 25.000 тони. Сите рудари кои работат во Салар и припаѓаат на кооперацијата во Колчани. Овој мал град низ кој минува само една улица, воедно е и првата стоп станица на сите тури пред навистина да навлезете во самата долина на Ујуни. Изобилува со штандови полни сувенири од Салар, украси од сол и други локални стоки. Ујуни некогаш бил раздвижен железнички центар и клучна врска во транспортниот ланец кој ги поврзувал рудниците на Боливија со остатокот од светот. Во текот на 1940-тите години, рударската индустрија доживеала колапс, повлекувајќи ја со себе и потребата од огромен железнички центар во Ујуни. Возовите биле напуштени, па како резултат на тоа локалното население земало се што можело да се земе од нив и тие биле оставени да скапуваат и раѓосуваат, изложени на екстремните климатски услови на жестоко сонце и солени ветришта. Повеќето од возовите кои може да се најдат на гробиштата на возови датираат од почетокот на 20. век. Тивките кородирани локомотиви, украсени со графити, сега се огромни рамки на кои авантуристичките патници обожаваат да се искачуваат, барајќи ја совршената позиција за фотографии како дел од нивната турнеја во солената долина. Накрај стигнувате до солената долина и можете да уживате во првата гледка на оваа огромна ширина. Изолирани острови покриени со кактуси гледаат кон долината која некогаш била голямо море. Од врвовите на дел од овие острови може да се види и чилијанското тло, односно самата Салар де Ујуни е природната граница помеѓу Боливија и Чиле. Солените хотели и могили се речиси целосно изградени од тули изработени од сува сол.
Тие нудат целосни туристички аранжмани, но доколку сте од оние авантуристи кои обожаваат да спијат под отворено небо, тогаш можете да спиете и во шатори и да се изгубите со мислите задлабочени во звезденото небо на овој недопрен дел од светот. Освен неверојатната солена долина Салар де Ујуни, има организирани посети и на црвените и зелените обоени езера, каде живеат стада фламинга. Топлите полиња со гејзери. Топлите извори. Како изгаснатите вулкански пустини со надреални карписти формации, како што е Арбол де Пьедра или Каминото дрво. Салар де Ујуни е дом и на голем број стада лами, кои честопати може да се видат како трчаат низ солената рамнина. И им се приближуваат на автомобилите на присутните туристи. Оваа солена пустина, каде владеат екстремни услови, сепак изобилува и со други видови животни кои го збогатуваат животинското царство на Боливија. Солената долина во Боливија служи како главен пат низ боливискиот алтиплано и е главна почва на која се размножуваат неколку видови на фламинга. Салар де Ујуни е исто така климатолошка транзициона зона, бидејќи високите тропски облаци Cumulus congentus и Cumulonimbus incus, кои го формираат источниот дел на солената долина, во текот на летото не може да продрат над сувите западни рабови во близината на границата со Чиле и пустината Атакама. Но, едно е сигурно. Салар де Ујуни дефинитивно е единственото место на целата планета Земја каде природата во екстремни услови успеала да создаде едно од своите најубави дела, при тоа давајќи и живот на оваа пустина.